вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Поранешниот председател Бил Клинтон на мисија во Северна Кореја како приватен граѓанин. Очигледно вест на денот, а за што се работи веднаш на почетокот на емисијата. Поранешниот американски председател Бил Клинтон допатува во севернокорејскиот главен град Пјонкјанг во мисија да издействува ослободување на две американски новинарки. Според објавената ТВ снимка, Клинтон на аеродромот бил пречекан од подпредседателот на Собранието на Северна Кореја и главниот нуклеарен преговарач на земјата Ким Кјев Кван. Девојче со црвена шамија му врачило букет на Клинтон по пристигнувањето. Белата куќа не коментира додека трае мисијата. Американската државна секретарка Хилари Клинтон денеска пристигнува во Кенија, откаде ќе започне турнејата низ 7 држави во Африка. Намерата е да покаже дека регионот е приоритет за администрацијата на Обама. Клинтон во Африка ќе мине 11 дена, најдолго до сега надвор од земјата откако дојде на функцијата, а утре ќе се обрати на форум за проширување на трговијата на САД со 40 на африкански земји. Ќе се сретне и со кенискиот председател и премиер и се очекува да ги поттикне двајцата поранешни ривали да го забрзат процесот на помирување побрано од насилство во земјата по спорните избори во 2007. Американскиот Сенат денеска започнува дебата за потврдување на Сонја Сотомајор за функцијата судија на Врховниот суд. Сотомајор на функцијата е номинирана од страна на председателот Барак Обама. Таа неделава се очекува да биде потврдена на оваа функција како прв судија на највисокиот суд во државата од латиноамериканско потекло. Републиканците рекоа дека ќе гласаат против. Администрацијата на Обама иницираше програма на собствениците на стари автомобили да им се даде до $4500 да ги заменат за нови, кои помалку трошат. Програмата се покажа исклучително популарна и не само што пркна продажбата на автомобили во Соединетите американски држави, туку некои дилерски представништва остана и без автомобили. Сега Конгресот расправа за доделување нови пари, бидејќи првично определените $1 милиарда веќе се потрошени. Во продолжение повеќе за оваа програма. Американците кои сакаат да ги заменат своите стари возила со нови имаат причина повеќе за таков чекор. Конгресменката од Охајо Бети Сатон вели дека програмата CARS или пари во готово за стари коли е добитна комбинација и за купувачите и за американската економија. Се работи за добар договор за американскиот народ, за нашата држава. Идејата е едноставна. Владата им дава на корисниците до $4500 за размена на нивните стари возила и купување на нови. Има само едно правило: автомобилот да не е постар од 25 години и да минува помалку од 8 км на 1 литар бензин. Трговците со автомобили тријат раце. Джейм Мелоун е директор за продажба во автогрупацијата Браун во Северна Каролина. It is definitely going to stimulate business. There's no question about that. And the customers. Дефинитивно ќе го стимулира бизнисот, несомнено и муштериите добиваат добра сделка. Сенаторот од Мичиган, Карл Левин, чија сојузна држава е најпогодена од падот на продажбата на автомобили, очекува позитивни резултати од програмата. Слични програми во Европа резултираа со продажба на половина милион повеќе нови автомобили годинава. Но во САД темпото на автопроизводителите е да продадат 10 милиони нови возила годинава и аналитичарот на овој индустријски сектор Джереми Анвайл смета дека дополнително продадени половина милион автомобили едва ќе направат разлика. Се работи за чекор во вистинска насока, но автоиндустријата нема да застане на нозе. Па сепак собственикот на салон за автомобили Рик Де Силва вели дека интересот во јавноста го празни неговиот дуќан. Нема сомневање, само зголемениот интерес на луѓето кои доаѓаат во салонот значи најмалку 20% изголемување на продажбата. Ако за мравките сте мислеле само како за непоканети гости на пикник, еве шанса да го смените мислењето. Националниот природонаучен музеј има нова поставка со наслов Тајниот живот на мравките, што покажува дека овие мали суштества имаат комплексни интеракции слични како нашите. Hi, I'm Mark Moffat. I travel around the world looking for amazing stories about ants. I'm fascinated particularly by
Биологот и фотограф Марк Мофет камерата ја употребува како неговите фотографии на изложбата фармери, војни, градители, тајниот живот на мравките доловуваат драматични аспекти на нивниот секојдневен живот. Вклучувајќи развој на патишта и градба на нивните градови, системи за комуникација, прецизно меѓусебно организирање, дали преку тимови или производствени линии, како луѓе во фабрика. Мравките, исто како и луѓето, се социјални суштества. Изложбата следи армија мравки кои прават патишта, мравки од видот австралиски булдог, кои се грижат за нивните млади, и така наречените медови мравки, како се подготвуваат за битка. Тие имаат ритуал. Кружат околу друга мравка, стоејќи високо на задните нозе. Колонија на најниски мравки се плаши и бега. Но има фотографии кои кажуваат и друга приказна. Ги посматрам мравките еден ден и гледам една куса мравка, насликава, се искачи на камче и ја преплаши повисоката мравка. Мофет посебно го интересирале чудни и ретки мравки. Следел што јадат и како живеат. These are perhaps the slowest of ants. They barely move all day. Овие мравки од Еквадор се најбавни. Одвај се движат и открив дека јадат полжави. Забавно беше да се види како мравка брка полжав и тој нагло врти да избега. And you see it's making a dramatic left-hand turn to make its escape. На изложбата има и алуминиумски модел на подземен град на мравки и колонија на живи мравки. По сите овие слики, од сега може би 2 пати ќе помислите пред да згазнете на мравка. Утре во News Flash, Лондон се подготвува за Олимписките игри 2012. Тоа беше се за оваа емисија News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон и подсетување да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.